Добро утро, драги, добро утро, Симона, добро утро за гледачите на Македонија наутро. Од мене, од колегата снимател Јован Лесански, како и нашиот возач Тасе Куновски. Утрово е навистина убаво, чисто и следува топло време во текот на денешниот ден, а таква и прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи. За денеска најавуваат дека времето ќе биде сончево и топло со умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје претежно сончево, ќе дува слаб ветер од северен правец. Утрово нашата екипа е стационирана на раскрсницата на булеварот Кузман Јосифовски Битој, како што може да забележиме од терен, градот веќе се буди, имаме раздвижување, имаме почнува за сообраќајниот метеж првиот ден од работната недела, но оваа слика ќе се промени нешто после 7 часот и 30 минути, кога најголем дел од граѓаните одат на работа, родителите ги носат своите деца во градинките и во училиштата, па наш совет е, доколку имате обврски што треба навремено да ги завршите, да тргнете малку порано од вашите домови. Односно останатите сервисни информации во прво линковско вклучување, градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека се поставуваат последните слоеви асфалт на потегот од Стара рампа до семафорите кај Црвениот крст. Станува збор за еден од најзначајните инфраструктурни зафати во главниот град и зградбата на булеварот Македонија. Според Ѓоргиевски, овој проект, кој со години бил оставен во застој, сега се реализира со засилена динамика, често и во ноќните часови. Во рамките на првата фаза извршена е реконструкција на постојниот коловоз и проширување на дел од сообраќајните ленти на булеварот Борис Трајковски кај рампа, улиците 11 октомври и Пролет, како и крак од булеварот Македонија. Конкретно, улицата Пролет е проширена со дополнителна лента, а раскрсниците добија нови сообраќајни острови за поголема безбедност. Овој потек целосно ќе биде сообраќајно обележен. Во однос на следните фази, градоначалникот Ѓоргиевски најави изградба на нов кружен тек кај Нова Македонија, уште 2 кружни текови на потегот меѓу булеварот Кочо Рацин и улицата Јордан Мјалков, како и проширување на булеварот Свети Кирил и Методи. Паралелно се поставува и нова атмосферска канализација со над 60 шахти и сливници. Круна на проектот е подземната сообраќајница која ќе располага со 6 ленти, 4 за автомобили и 2 за јавен превоз, со чие активирање се очекува сообраќајниот метеж во центарот на Скопје да се намали дури за 33%. Уште една информација поврзана со железничкиот сообраќај. Првата делница на проектот Градски воз на линијата од Зелениково до транспортниот центар во Скопје ќе биде пуштена во редовна употреба на 1 септември годинава. Вице-премиерот и министар за транспорт Александар Николовски при вчерашниот увид на градежните работи изјави дека првата фаза ќе биде градежно завршена до јуни, пошто во текот на летото ќе се вршат потребните тестирања. До сега се реализирани 65% од предвидените активности на оваа траса, долга 25 километри, која ги поврзува населбите Драчево, Ново Лисиче, аеродром и Кисела вода со главната железничка станица. Николовски вели дека со пуштањето на возот во функција со почетокот на учебната година ќе се овозможи значително растоварување на патниот сообраќај и намалување на загадувањето на воздухот. Наместо првично планираните 3 фази, владата одлучи преостанатите 2 линии, кон Илинден и кон Сарај, да се градат истовремено преку еден заеднички тендер. Со оваа промена се очекува целиот проект да биде комплетиран 1 година пред предвидениот рок, односно 3 линии да бидат функционални до крајот на 2027 година. Според планот, возовите ќе сообраќаат на секој час, а возниот ред ќе биде координиран со автобусите на јавното сообраќајно претпријатие. Министерот Николовски рече дека цената на билетот ќе биде достапна на граѓаните и нема да ги надминува износите што сега се плаќаат за автобуски превоз до најоддалечните дестинации во градот.
Вчера во Скопско Кучково се одржа акција за пошумување во која патриотското друштво засади 1100 дрвца. Во акцијата учествуваа стотина млади луѓе кои се вклучија во пошумувањето. Денот започна со литургија во црквата Свети Петар и Павле, а потоа следеше реализација на акцијата за садење на дрвја. По завршувањето, учесниците имаа заеднички ручек на кој беше послужен пусен граф, а пред 2 недели истото друштво организираше слична акција за пошумување во Скопско Ајватовци. Акцијата помина со учество на голем број на млади луѓе. Колеги, тоа се информациите за ова прво линковско вклучување, а со нова тема, односно со најава на традиционалниот великденски концерт на националниот ансамбл Танец, ќе се вклучиме нешто за 20 минути од сега и ќе зборуваме со директорката на Танец.